Секако време е за првото гостување утрово, а фокусот се учениците и почетокот на новата учебна година. Споменавме на генерална најава дека е последниот викенд пред да започне новата учебна година, затоа и го искористивме денов да поразговараме за важни теми и да одговориме на важни прашања кои што секоја година одново се ги поставуваат пред се, верувам, родителите, а потоа секако и учениците, како основците и средношколците од летна безгрижност да го започнат своето училишно патување без стрес. Тоа не е главно прашање, а го одговараме со првиот гостин, психологот Иван Христов. Добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Добро утро на сите. Еве ќе почнеме веднаш со разговорот колку е важно веднаш да некако ги сетираат децата, односно родителите да ги сетираат децата, уште од овој викенд некако да почнат со припреми за следниот. Се разбира да не им дојде нели наеднаш тој шок. Така е, првенствено не родителите, мислам дека училиштето треба да ги сетира учениците. Нели на 1 септември почнува школската година, меѓутоа не почнуваат обврските. Првенствено морам да кажам, мислам дека сите треба малце да лабават, заради тоа што некако денеска многу очекувања има од децата, од училиштето, од тоа какви родители сме преку децата, така да премногу работи се случуваат. Би препорачал малце така првата недела да биде недела за адаптација. Апсолутно децата веќе некое време треба да стануваат порано, некако да, ако тоа е важно, затоа што сметам дека некако после летниот распут, ако се сеќавам, тоа беше најтешкото некако будењето. Обврските ќе следат и така некако родителите може овој викенд да ги спремаат децата, нели да си го наместат ранецот, да си ги погледнат тетратките, приборот и така некои работи би рекол од тој аспект. Некако повеќе игриво отколку со обврски. Така. Следното прашање се однесува на тоа како психички можеби да се подготват за училишниот ден и се однесува веројатно повеќе на првоодделенците, затоа што е нивно ново искуство. Овие како што знаат како изгледа тој 1 септември, можеби и сами како што викате да се сетираат без толку голема помош од родителите, но како да започне тоа прво искуство без стрес и да биде можеби еден од најубавите спомени? Првенствено морам да ви кажам дека училиштето е адаптирано на тој начин, заради тоа што првите 2 недели сосема се доста игриви, се запознаваат децата со наставниците, се запознаваат едни со други. Школскиот ден трае пократко за прводеленците на почетокот, така да самото училиште е адаптирано за тоа, меѓутоа како родителите или што можат самите деца психички да направат, само да го поддржуваат детето, да разговараат со него, да го прашуваат како е, да го охрабруваат, да едноставно да бидат повеќе присутни, да го слушнат самото дето како му е во школа. Иван, зошто се прави тој отпор на учениците на одење на училиште, нели, има одредени ученици кои и не само на почетокот, туку и понатаму во текот на школската година, се уште постои тој отпор, страв, нели, не сакаат дали обврските се во прашање или тој некој муабет и таа приказна која нели кружи меѓу децата дека сепак училиштето не е баш толку добра работа. Да, мислам дека очекувањата се едно од големите работи што ствара отпор кај децата. Јас бев едно од оние деца што воопшто не сакаше да дојде во школа. Ми текнува дека не знаев зошто воопшто школото постои, што е поентата, зошто сум овде, зошто не сум дома. Не беше воопшто интересно. Не сакав ништо да правам од тоа што се правеше. Така да како се надминува тоа? Па да, генерално е со тоа што очекуваме од децата. Прво, според мене училиштето треба да биде многу поигриво, затоа што децата учат преку игра. Нели самото тоа седи во место, нема никаква логика зашто некој мало дете на веќе и на 6 години нели се преводеление. Би требало да седи во некоја клупа и да гледа нанапред во некоја табла. Така да многу повеќе активности каде што децата ќе учат преку активности, преку игра. Апсолутно децата треба да ги научат правилата, дека постојат правила кои што апсолутно не на секој дете ќе му се допаднат. Меѓутоа тука имаат многу голем удел како се поставуваат наставниците, кои се очекувањата од децата, како родителите гледаат, кои се прашањата што ги поставуваат, да не биде нели што постигна во школа, тука едноставно како си помина, што ти беше интересно, што ти се допадна, што не ти се допадна. Така да сакам да кажам за едно дете, веројатно школата е не многу природна средина на почетокот. Така да некако да бидеме многу поотворени кон тоа и
некако да не биде ова училиште и мора вака да биде, туку да им дадеме поголема слобода да го истражуваат што е тоа што им се допаѓа во школата. Веројатно уште постои тоа ќе да кажам на учителката или ќе видиш утре во школа. Мислам дека таквите некои условоња треба да се. Постои тоа или дури многу ми текнува, имам работено во основно училиште, ми текнува кога дури наставниците во основно им вика ќе видите вие во средно ова нема да го толерираат и се викам не баш и во средно толерираат, така да некако сите некако ги плашат децата со некоја следна фаза, така да повеќе би рекол да е нешто школото што е место за игра и за уживање и за истражување, отколку да биде место каде што е нешто што е против природата на децата. И да звучи како казна. Веројатно, Да. можеби начинот и пристапот кој што родителите често го имаат со цел да ги усмерат своите деца е тука погрешен, затоа што се создава некој страв, меѓутоа сепак треба да постои и авторитетот, нели? Но колку последните случувања во последниве години и достапноста и од најрана возраст до социјални мрежи, каде што се гледа дека постои булинг меѓу врсниците пред се, потоа и самата институција која што на различни начини се обидува да го реши тоа, влијае кај зборувавме за прводеленците, меѓутоа и за веќе повозрастните кои што знаат можеби што ги чека, минатата година можеби донела лошо искуство, како во нов почеток. Така е, знаете, многу е интересно, затоа што училиштето за некои деца е навистина едно страшно место да се вратат, од аспект на булинг, од аспект на тоа што нивната самодовреба е многу ниска. За многу деца училиштето е па безбедното место, за разлика од домот, нажалост, така да училиштето за некои деца ќе биде и доброто место да се вратат. Што може да се направи е повторно. Овие теми се многу значајни, посебно би збореле за децата во повисоките оделенија. Уште од почетокот на школската година апсолутно да се зборува за овие теми, да се даде простор за овие теми, да се даде простор за социјалниот аспект на училиштето, да се разговара со децата, да се работи со нив, да се охрабрат децата да го пријавуваат насилството доколку се случува. И сето тоа, така да оваа тема, како да кажеме, нешто што никогаш не застанува и со неа цело време работиме и треба да се работи. Пак ќе се вратам на притисокот, еве конкретно од родителите. Дали треба и во колкава мера треба да им се наметнува тој притисок, еве, пак ќе кажам притисок за успех? Да, знаете како ова е многу повисок, како да кажам, поширок од школото. Првенствено родителите би замолил да се погледнат колку притисок на себе ставаат за својот успех. Посебно како родители. Денеска да се биде родител е многу неблагодарна работа, затоа што сите имаат ставови и мислења. Да. Во секоја книга, во секој весник, на секој интернет страна, секаде сите зборуваат за како да се биде родител. Така да првенствено ќе им кажам на родителите малце понежни кон себе да бидат, а потоа понежни кон своите деца. Особено тоа што сакам да го кажеме дека успехот во училиште не е тесно поврзан со успехот надвор од училиште. Има деца што воопшто во основна школа немаат никаков успех, понатаму во средна факултетна работа имаат многу подобар успех. Така да повеќе би гледал како можат родителите да ги направат своите деца да бидат, како да кажам, успешен дел од целото општество, да имаат навики, да имаат размислување, да критички да размислуваат, да имаат, како да кажам, да имаат пасија кон нешто, отколку повеќе да бидат да се фокусираат кон учење на генерални предмети и сето тоа. Или како што сме знаеле да кажеме учи на памет. Да, апсолутно тоа никако не е ни толку значајно, меѓутоа сакав да ви кажам апсолутно денеска има место за сите. И има луѓе што едноставно во школа не постигнуваат успех затоа што училиштето е наслочено кон еден тип на учење, на создавање, на креирање, а постојат многу други начини на кои што може да креираат децата и возрастните за да бидат успешни во своите животи, во своите. Имам чувство дека се повеќе очигледно е дека родителите практично тоа е проектирање на нивните фрустрации врз своите деца. Да. Не мора секој пат да бидат фрустрации, не мора да се фрустрации, може да се други, ама генерално со очекувањето и од тоа дека стравот дека детето нема да успее, дека нема да стане човек, дека нели нема да биде активен член од општеството, меѓутоа воопшто не е така. Има примери каде што имало деца кои што не биле добри ученици, а потоа во животот биле поприлично успешни.
Така. Да. Иван, еве, на крај да заокружиме со тоа, дали според тебе функционира добро доколку се постави некоја рутина еве пред тој 1 септември, веќе недела дена пред да започнат училишните обврски со спиење, учење, подготвување на училишен ранец и Читање да на се фати лектири. некоја рутина. Лектирите веќе Лектири. кој ги прочита, да ги лектирите, прочита. апсолутно. Кој не. Да, сосема има врска. Сакам да кажам, има врска и самото лето како се поминува. Морам да кажам дека летниот распуст е многу значаен период од самото образование на децата, каде што сепак не треба да имаат премногу обврски, сепак летото е период за децата да одморат. Овој период е така период на адаптација и тоа што морам да го кажам е користењето на телефони, електронски уреди и социјални медиуми преку целата година е нешто што треба да биде ограничено за децата. Треба да биде повеќе насочено кон активности кои што се за истражување, за учење, за креација, отколку само да биде простор за само листање преку многу кратки содржини кои што немаат никаков ефект за децата. Така, што значи заклучокот е дека треба добра рутина и без стрес, полека и без притисоци. Баш така, за сите нас. Лаба. Благодариме Лаба. многу за издвоеното време утрово и за сите одговори кои што не ги дадовте.